А она што сега следува еден разговор во студиото кој што би требало да ги заинтересира сите, особено младата популација. Станува збор за Европската недела на тестирање од 20 до 26 ноември под слоганот Грижи се за себе. Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА ја одбележува Европската недела на тестирање за да ги охрабри мажите редовно да се тестираат и грижат за своето сексуално и репродуктивно здравје. На оваа тема ќе зборуваме денес во студиото со нашиот гостин, доктор Велимир Савески од Универзитетската клиника за инфективни болести и фибрилни состојби. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. На почетокот би започнала со она што вие го кажавте на пресот, кога станува збор за тестирањето, дека не можеме да зборуваме за потполно физички, психички и социјална, потполна физичка, психичка и социјална благосостојба кај еден човек, ако го занемариме неговото сексуално и репродуктивно здравје. Така е. Дефиницијата на Светската здравствена организација за здравје подразбира токму ова што го кажавте, состојба на потполна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на било каква болест или изнемоштеност. Во целокупната слика за здравјето влегува и сегментот што е сексуално и репродуктивно здравје. Може би терминот многумина не им се допаѓа терминот сексуално и затоа постојат многу табуа и стереотипи и дискриминација врз основ на овој сегмент, но сепак една индивидуа не може да биде да го постигне целиот свој потенцијал доколку го занемарува или пак општеството не дава шанси за унапредување на индивидуалното човеково сексуално и репродуктивно здравје. Мажите, како што кажавте, и момчињата можеби се позапоставени во овој аспект, можеби од однос на повеќе културолошка некаква перспектива доколку зборуваме и во однос на системот затоа што не постои како да кажам матичен лекар конкретно за машко сексуално и репродуктивно здравје. Женското репродуктивно здравје и сексуално здравје секако е во рацете на матичните гинеколози, па нели општествено сме навикнати дека девојчињата и жените посетуваат редовно гинеколошки прегледи, постојат нели скрининг програми и некако ние народски просто кажано по нормално, по окей, по разбирливо, по прифатливо да девојчињата и жените редовно се прегледуваат кога станува збор или пак дискутираат со своите матични лекари или врсници за своето сексуално репродуктивно здравје, за разлика од можеби момчињата и мажите кај кои што во однос на која годишно доба е, сепак сексуалното репродуктивното здравје нели не започнува и не завршува во некоја возраст, секоја доба има различни предизвици, се позатворени на оваа тема, можеби не знаат и каде да се охрабрат и токму тоа е видено и треба да се поддржи, токму затоа постои оваа европска така наречена недела за ХИВ тестирање и за тестирање за останатите сексуално преносливи инфекции, каде што невладината организација ХЕРА заедно со другите организации ширум Европа направија една ваква кампања, таа е традиционално се одржува секоја година, годинава е токму слоганот многу убав, грижи се за себе. Конкретно ги охрабрува мажите и момчињата да се тестираат и да посетат лекар доколку не биле до тогаш, односно никогаш не се тестирале или некогаш одамна се тестирале за ХИВ или за било која сексуално пренослива инфекција. Може би грешам, но имам чувство дека колку повеќе се намалува границата кога младите стапуваат во сексуални односи, во денешно време кога се им е достапно преку телевизија и особено преку интернет, се помала е едукацијата и мислат дека она што е ненормално е нормално. Каде сгрешивме? Прво ќе тргнам јас од позитивното, дека многу работи се направени до сега што се добри и треба да ги поддржиме. Заедно и со Министерството за здравство и невладините организации, клиниката за инфективни болести, здруженијата на граѓани кои што работат на терен. Порано немавме сексуално образование во училиштата, сега имаме еден тип на сексуално образование во училиштата, каде што не се збори со учениците само за заштита од болести, туку се збори и се промовира токму концептот на сексуално и репродуктивно здравје, како да се заштитат од ХИВ и од сексуално преносливи инфекции, што значи родовата еднаквост, како да препознаат врсничко насилство и кога да побараат помош. Така да некои работи се сменети. Дури во мојата фела, во здравствената фела, некако го нормализиравме на некој начин ХИВ тестирањето, не е толку табу како што беше претходно. Се согласувам со вашата проценка дека младите имаат сексуални односи, тоа е добро и тоа треба да е така. Ние треба да ги поддржиме младите,
младите лица да ги препознаат ризикот од одлуката во можеби прерано стапување во сексуален однос и кои се последиците од сексуалниот однос доколку тој е без кондом, односно без заштита. Тука не зборуваме само за ризик од инфекции или односно сексуално преносливи инфекции и ХИВ, туку зборуваме и за несакана бременост. Не треба да свртиме и приказнат од другиот можеби пострашен аспект пазете и немате секс, туку напротив да ги поддржиме младите дека да, тоа е дел од нивната сексуалност и тоа треба да е така, но да ги покажеме во вистински начин кои се придобивките во нивното здравје во однос на тоа, но кои се и негативните последици за да свесно донесат одлука да не ги и уплашиме младите дека секој сексуален чин е ризичен и можеби треба да бидат уплашени, па ќе постигнеме некаков негативен ефект. На интернет постои се што се согласувам, младите читаат, достапни се многу информации. И затоа е тука сексуалното образование кој што треба во училиштата да ги понуди вистинските информации, точните информации кои што се базирани, значи на медицина, базирана на докази, со кои што ќе им се сервираат вистинските информации, а не да младите да читаат на интернет. Не можеме да забраниме на младите да читаат на интернет, но треба да направиме механизам вистинските информации да стигнат кај нив. А за тоа сме сите одговорни, и матичните лекари, лекарите на клиника, родителите и предобразовниот систем. Веројатно родителите се на прво место како прв е оној круг, прстен околу децата со кој што тие комуницираат, а потоа се понатаму, иако можеби со родителите најмалку комуницираат на оваа тема. Нажалост тоа е така, но не можеме да го виниме родителите затоа што можеби они немаат вештини и знаење за да им ги дадат тие информации на своите деца. И затоа тука е образовниот систем и лекарите за да можеме да балансираме и да амортизираме вистинските информации да стигнат до оние кои што ги немаат. Стапката на млади лица на возраст од 20 до 24 кои што не користат кондом е една третина од таа возрастна популација не користи кондом при својот сексуален однос. Тоа е навистина загрижувачки и да, можеме да кажеме и поразително, што укажува на фактот дека младите не се информирани во однос на оваа тематика и можеби не се свесни дека стапуваат во риск. Кога станува збор за тестирањето, велиме недела за грижа и за тестирање, но би сакала да им појасниме на нашите гледачи дека тестирањето за ХИВ-СИДА и тестирањето за сексуално преносливи болести на клиниката за инфективни болести се бесплатни и се разбира анонимни во смисла на тоа дека тоа го знае само тој што побарал и неговиот матичен доктор затоа што треба да даде упат. Сега ќе го објаснам ова пубаво. Значи, на клиниката за инфективни болести, секој може да дојде и да се тестира за ХИВ тест. Понекогаш тоа го правиме лекарите на наша иницијатива, затоа што сметаме дека има индикација за ХИВ тест и го информираме пациентот дека истиот ќе биде направен. Секој може да дојде и да побара ХИВ тест или да биде упатен од својот матичен лекар во однос на некаков скрининг за различни инфекции и заболувања, но исто така било кој може да дојде и да анонимно, како што рековте, без откривање идентитетот, да се направи ХИВ тест. Она што сакам да го кажам е дека во тој момент даваме пакет услуги, односно даваме и психосоцијална поддршка и советување, односно толкување што значи доколку тој тест е негативен и што значи доколку тој тест е позитивен и дали е направен во вистинското време, така да правиме проценка и тука многу ни помагаат и нашата медицинска сестра, социјален работник и психолог. Генерално на клиниката за инфективни болести правиме тестирање за ХИВ. Тука се невладините организации како ХЕРА, кои што во склоп на оваа Европска недела за тестирање за ХИВ и за сексуално преносливи инфекции за креање на свесност околу грижата за своето здравје, ги нуди бесплатно во своите младински центри во Водно и во Шуто Ризари, поготово во Водно, што е во Спроти клинички центар, во свој младински центар. Значи, тестирање за ХИВ и сексуално преносливите инфекции како хламидија, гонореја и сифилис како еден пакет на услуги. Она што е новитет и мене многу ми се допаѓа од превентивен аспект, нели превентивата е секогаш и подобра и поевтина, а тоа е моментот на бесплатно тестирање за ХИВ во домашни услови. Секој може електронски, односно на веб страната на ХЕРА да се порача ХИВ тест во домашни услови да се тестира преку плунка. Тоа е она што сакав да ве прашам, еве и ќе покажам ако може гледачите да го видат. Значи не само што е анонимно, туку ќе можат и сами во рок од 20 минути да добијат резултат дали има
реални услови за страв и за паника. Видете, секој што сака, извинете, можеби ве прекинав, секој што помислил дека треба да направи HIV тест, значи дека тој или таа се грижи за своето здравје или дека некогаш бил под некаков ризик. И е добро да се тестираат, затоа што тестирањето за HIV е единствениот начин да дознаеме, односно лицето да дознае дали е носител на HIV или пак не. Нема друг начин да се дознае HIV статусот на едно лице, освен преку тест за HIV. Новитетите со овие тестови кои што се достапни, јас не може исто да се спореди, да се каже дека е потполно исто, но би го компарирал со тестирањето можеби за SARS-CoV-2, односно за вирусот на COVID-19. Некако сите наеднаш го нормализиравме тестирањето дома, купувавме тестови во аптека, некои луѓе се тестираа и многу пати и често во однос на ризик. Истото би сакал да го свртам дека можеме да го направиме и за HIV. Зашто луѓето да не си порачуваат тестови, да се тестираат за HIV дома. Има и упатство кое што укажува што значи HIV позитивниот и HIV негативниот резултат и каде да собрата доколку има некакви нејасноти, треба поддршка или да се дојде можеби на преглед доколку веќе постојат некакви симптоми и знаци. Така да навистина би ги охрабрил во оваа недела сите кои што можеби некогаш биле под некаков ризик да искористат оваа недела да се тестираат не само за HIV, туку и за останатите сексуално преносливи инфекции. Кога станува збор за останатите сексуално преносливи инфекции, некако сите ние имаме чувство дека тоа се веќе инфекции кои што некогаш биле, повеќе ги нема, веројатно заради тоа што многу повеќе се обрнува внимание на сексуалното и репродуктивното здравје, но постојат бројки со кои што вие располагате дека се уште се присутни овде кај нас и тоа меѓу младите луѓе. Станува збор, значи зборуваме за сексуално преносливите инфекции. Голем број од сексуално преносливите инфекции не даваат никакви симптоми и знаци. Доколку дадат, секој треба да појде на лекар. Тоа може во однос на девојчињата да биде проверен вагинален исцедок со променета, значи боја, со променет мирис, болка при сексуален однос, болка при мочење, нелагодност во долниот дел на стомакот. Кај машките може да се јават истите симптоми, дополнето можеби со црвенило околу тестисите или на пенисот, моментот на утринска капка, значи на секрет кој се јавува во утринските часови, значи кај мажите кои што го приметуваат наутро, болка исто така при сексуалниот однос или болка во тестисите, така да тие симптоми и знаци телото ги дава дека можеби има некаква инфекција, треба да се открие што е тоа и да се третира. Се разбира, постои достапна терапија за било која сексуално пренослива инфекција, без разлика дали е предизвикана од вирус, од бактерија или од габичка, истата треба да се препознае и да се третира за да не направи последици понатака, дали е тоа инфертилитет или одредени други компликации. Кај HIV е малку поразлично, затоа што не дава вирусот симптоми и знаци многу години. Пациентот може да е, односно човекот да е HIV позитивен многу години откако се заразил, односно откако се инфицирал, во период од 8 до 10 години, да нема апсолутно никакви симптоми и знаци преку кои може да се познае дека е носител на вирусот, се додека не почне пациентот условно вака народски кажано да почне многу често да се разболува или да се јавуваат одредени симптоми и знаци кои што кажуваат дека со имунитетот со човекот нешто се случува, нешто не е во ред, а тогаш е веќе доцна. Ако откриеме HIV позитивен пациент, за мене како лекар е поразително ако веќе пациентот е во имун дефицит некаков и има клиничка слика за која што побарува хоспитализација. Затоа превенцијата е најдобра и токму затоа ги охрабрувам сите да се тестираат. И бидејќи се водиме од она народната подобро да се спречи отколку да се лечи, а превенцијата е најдобар начин нешто да се спречи, еве ваквите разговори нека придонесат до тоа не само младите луѓе, и повозрастните, нивните родители, нивните баби и дедовци, ако можеби гледаат во моментов, да ги подсетат да не се срамат, така, ова да не биде табу тема, туку да биде едно нормално тестирање или одење на лекар, како и за било која друга инфекција или состојба. И така треба да е, и затоа ви благодарам на поканата, затоа што секоја шанса за разговори за било каква порака праќање до публиката, акцент да и наскудиривме повеќе на младата популација, е секогаш повеќе од добре дојдена. Ви благодарам, докторе, што бевте дел од нашата емисија. Ќе се видиме и во некоја следна прилика кај вас на клиниката за инфективни болести.
има многу теми за кои што би можеле да зборуваме и да едуцираме, бидејќи тоа ни е целта. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше доктор Велимир Савески од Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби.